И како е екипо, денеска снимаме ново влогче, а во влогот ќе гледате како успеав да земам возачка од прва. Сега е 6:45, идам на полигон, после полигон, ако го положам полигонот, полагам градска. Ова влогче мислам дека на сите ќе ви се допаѓа. По 7 се договорив со мојот инструктор да возиме час, мада полигонот не е тежок, ќе видите и самите и тоа. Сега сум моментално на додатен час пред да полагам полигон. Сега малце би сакал да ви ги објаснам вежбиве. Ова е првата вежба, се вози во права линија, се почнува во прва брзина, додека возиш треба да смениш во втора брзина, одиш вртиш круг, се враќаш све тоа во втора брзина, не смееш да ги спуштиш нозете, доаѓаш до тука, ги спушташ нозете, го ставаш моторот во лер, го ставаш на штендер, стануваш од моторот, го буткаш надвор и завршуваш, одиш на втората вежба. Втората вежба се состои од конуси кои треба да ги заобиколуваме. Не е страшно ако бутнеме некој конус. Опа, ете, конус, тоа се само негативни поени, не значи дека сме паднале, дури можеме и 3 да путнеме, ништо страшно. Тоа е втората вежба, 2 се само вежби, ништо страшно, супер лесно. Се деси на мојот мотор пред да полагам. Ова треба да е лош или добар знак. 20% поминавме, полигон е окей. Добро беше? Тоа е инструкторот. Идеме сега на градска. Пред да идеме да полагаме на градска, мора да се напунат батериите малку од седмица, да видиме што ќе јадеме. Прв пат у живот да не јадам хамбургер од седмица, а си нарачав мал тост со помфрит, Значи ова е за мене доживљај затоа што цел живот јадам хамбургери од седмица, најдобро број 1 место ми е тоа, ако не сум го кажал да го знаете, сум го кажал многу пати успоредно на стримовите. Не е платена реклама, ама многу би сакал да биде некоја соработка со седмица. Да видиме каква ќе биде реакцијата за првиот пат кога нема да јадам хамбургер во седмица. Иначе и сега беше тешко, многу е тешко да пропуштиш нешто толку добро за да пробаш нешто друго. Кај да е треба да стигне и научаре ми да. Ако нарачав тост, не очекував да биде волку мал, ама нарачав мал тост. Чури малце. Хамбургерот е пак боле. Иако хамбургерот стварно е боле, смачкав малиов тост и реално многу убаво ме најаде, не очекував така да ме најаде. Има еден мал проблем. Проблемот е што во 11 сат треба во 11 да бидам на полигон, од таму од полигон да идам таму кај што ќе полагам, со моторот што ќе полагам, се претупанив. Стомакот ми е тупан напред, може тоа да ми пречи малку полагањето, ама лабаво. Да ви ја покажам кацигата. Ова е мојата custom made кацига. Одгоре пишува Вања Live со флуоресцентни бели букви. Навечер кога сликнете кацигата, овие букви блештат. Тука има 2 ленти, да ја направи малце ретро, позади исто положуваат. Тука се со фейд, гледате ги снимува, за да не им пречи на овие букви. Тука ги пак се појавуваат исто со фейд. Од оваа страна има златна 13-ка и треба да се доправи, да се стави визир и да се стави тука доле. Има уште еден многу интересен детал. Низ цела кацига, од оваа страна е чиста. Иста боја како моторот, тоа ми беше многу битно да ми одговара со моторот. Тоа е тоа. Моторот го знаат. Значи останува уште да земам возачка, да земам опрема за моторот, за да не го возам вака со кратки ракави, со шорцеви, со обични патеки. Значи ќе ми треба јакна, појас за на кичма, панталони некој за на мотор, чизми најверојатно ќе земам или некакви патеки. Ќе треба доста опрема се земе. Здраво, здраво. Нешто се снимам за YouTube. А? За YouTube се снимам нешто. А што за YouTube имаш некој канал? Да. Што снимате? Па со мотори нешто така. Направив уште еден сабскрајбер. Дојде човекот тука да прашува зашто снимам, што снимам, како снимам, што е најнормално, го интересираше. Немам ништо против кога некој ќе праша нормално. Воопшто не ми пречи да објаснам што се случува и што снимам. Само има некои луѓе што се малце некултурни и кога прашуваат и тие луѓе добиваат друг тритмент. Овој човек сам дека ми сте сабскрајб. И другите 80% официјално поминати. Можам да кажам дека сум возач во сообраќајот со возачка. Ајдете! Сум со возачка за мотора. Имам возачка за кола, знаете.
Дечки, влогчево беше малце кратко. Поентата ми беше да ви го покажам процесот на полагање за возачка. Сабајле реков дека ќе положив. You can call me Mystic Mac because I predict these things. Совети, ако ме прашувате мене, би ви кажал да бидете само самоуверени, да научите прво да возите, да верувате дека знаете да возите и да не паѓате под притисок, затоа што има многу притисок. Таму и камера ви ставаат во лице и ве брзаат и све, нема брзање, све полека, пазиш на све и мене беше лесно што бев у сообраќај веќе доста време и не беше воопшто тешко. Како и да е, ако ти стигна до тука во ова видео, а немаш ставено subscribe, обавезно да ставиш subscribe. Фала ти што го изгледа ова видео. Се гледаме на стрим, кога и да стримам, најверојатно денес, утре, кој да го гледаш видеото. Ги вративме стримовите во живот. Заедно ви кажуваме чао. Јас и во следното видео ќе му смислиме има. Нова чудовиште. Нова плаво чудовиште. Морамо плаво чудовиште. Ќе му смислиме некој име, може и така се вика. Плавото чудовиште. The Blue Monster. Чао.